Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की. Писмо до премиерот на Велика Британија. До премиерот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Дејвид Камерон, Даунинг Стрит 10, Лондон, Велика Британија, 15 април 2012 година. Почитувам премиер, во светлоста на несигурните околности низ кои светот денес поминува, чувствувам дека е неопходно да ви пишувам. Како премиер на Обединетото кралство, вие имате овластување да донесувате одлуки кои ќе влијаат на иднината на вашата земја и на светот воопшто. Денес светот има страшна потреба од мир, бидејќи искрите на војната можат да се видат насекаде ширум светот. Малите судири помеѓу земјите се закануваат да прераснат во глобален судир. Гледаме дека денес ситуацијата во светот е слична на онаа во 1932 година, и економски и политички. Многубројните сличности кога ќе се поврзат ја прават истата слика на која бевме сведоци пред избивањето на Втората светска војна. Ако овие искри некогаш навистина се запалат, ќе бидеме сведоци на страшното сценарио на Третата светска војна. Со оглед дека огромен број земји поседуваат нуклеарно наоружување, таквата војна, несомнено, ќе вклучи атомско војување. Оружјето, кое денес е на располагање, толку е разурнувачко, што може да доведе новите генерации да се раѓаат со тешки генетски или физички недостатоци. Јапонија е земја која ги претрпела сите последици на атомската војна, кога била нападната со нуклеарни бомби во текот на Втората светска војна, при што се уништени 2 града, а сепак во тоа време нуклеарните бомби кои предизвикувале толку големо пустошење биле со многу помала разурнувачка моќ од оружјето кое денес го имаат дури и помалите нации. Затоа, должноста на големите сили е да седнат на преговарачка маса и да изнајдат решение за спасот на човештвото од работ на пропаста. Тоа што предизвикува голем страв е сознанието дека нуклеарното наоружување во малите земји може да заврши во рацете на луѓе кои лесно се фаќаат за оружје или пак немаат способност или не сакаат да мислат за последиците на своите постапки. Ако најголемите сили не постапуваат праведно, не го отстранат разочарувањето на помалите нации и не прифатат мудра политика, тогаш ситуацијата ќе избега од контрола и пустошењето кое ќе следува не може ниту да се замисли. Мнозинството луѓе во светот кои го посакуваат мирот, исто така ќе бидат жртви на ова пустошење. Поради тоа, мојата силна желба и молитва е вие и водачите на помалите нации да ја разберете оваа страшна реалност и наместо агресивната политика да ја прифатите политичката која го унапредува и гарантира мирот. Ако го погледнете неодамнешното минато, Британија управувала со многу земји и зад себе оставила висок стандард на правда и религиска слобода, особено на подконтинентот на Индија и Пакистан. Кога основачот на Ахмадија муслиманската заедница и го честител на нејзиното височество, кралицата Викторија, нејзиниот златен јубилеј и ја пренел пораката на исламот, тој го молел Бог великодушно да ја награди британската влада за праведното и еднакво владење. Тој наголемо ја фалел британската влада за нејзината праведна политика и за овозможувањето на верските слободи. Во денешниот свет, британската влада веќе не владее со овие простори, но сепак принципот на слобода на религијата длабоко е всаден во британското општество и во неговите закони кои на секој му овозможуваат верска слобода и еднакви права.
Оваа година е прославен златен јубилеј на нејзиното височество, кралицата Елизабета II, кој на Британија и дал прилика на светот да му ги покаже своите стандарди на правда и искреност. Историјата на Ахмад и муслиманската заедница покажува дека ние секогаш кога Британија покажувала правда, тоа го признаваме и се надеваме дека и во иднина таа правда ќе остане карактеристично обележена британската влада, не само кога е во прашање религијата, туку во секој поглед, и дека никогаш нема да ги заборави добрите одлики од минатото на својата нација, и дека во сегашната ситуација Британија ќе ја одигра својата улога во втемелувањето на мирот ширум светот. Мојата молба до вас е на секое ниво и во секој правец да мораме да се обидеме колку е можно да ги изгасиме пламените на омразата. Само ако бидеме успешни во овој напор, ќе бидеме во состојба да гарантираме светла иднина на нашите идни генерации. Меѓутоа, ако не успееме во оваа задача, без сомневање, како резултат на нуклеарното војување, нашите идни генерации ќе мораат да живеат со страшните последици од нашите постапки и никогаш нема да ни простат што светот сме го довеле до глобална катастрофа. Јас повторно ве подсетувам дека Британија е исто така една од оние земји која може да влијае на развиениот свет, како и на неразвиените земји. Вие можете да го водите светот, ако така сакате, со исполнување на правда и еднаквост. Според тоа, Британија и другите главни сили треба да ја одиграат својата улога во втемелувањето на светскиот мир. Нека се мокниот Аллах, вас и останатите светски водачи ве оспособи да ја разберете оваа порака. Со најдобри желби и молитви, искрено ваш, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. तो सर में है जुनून साकी, तो सर में है जुनून साकी।